Поштовани, ве поздравувам и посакувам убаво утро и ве поканувам да останете со нас во продолжение да го слушнете разговорот кој што денеска ќе го имам со мојата соговорничка. Ќе зборуваме на една убава, односно на важна тема поврзана со здравјето. Ретко генетско заболување за кое што ретко се зборува, но треба да се зборува и токму затоа денеска одбравме да зборуваме за хередитарниот ангиодем, кој што најчесто се манифестира кај пациентите со отоци, но многу повеќе на оваа тема ќе ми каже претседателката на Сдруженијето на ХМ во Македонија, господја Наташа. Добро утро и добро дојдовте во Здраво Македонија. Добро утро и ви благодарам на поканата да бидам дел од вашата емисија. Навистина е важно, како што напомнавте, да се зборува не само за хередитарниот ангиодем, туку и за сите ретки болести, бидејќи самиот збор ретки укажува на тоа дека се тешки за препознавање и потребно е постојано да ја подигаме свеста за ретките заболувања. Така, што да им кажеме еве на гледачите за оние кои што немаат слушнато за оваа ретка генетска болест, што представува хередитарниот ангиодем и како најчесто тој се манифестира кај луѓето? Па хередитарниот ангиодем, или како што го нарекуваме накратко ХАЕ, полесно за изговарање, се манифестира со отоци на различни делови од телото, кои може да бидат живото загрозувачки доколку се случат на дишните патишта и особено болни доколку се случат на стомакот. Тешко е за препознавање бидејќи многу често ова ретко заболување се меша со алергија, па често се случува на пациентите да им се даваат и лекови против алергија, антихистаминици, кои за жал не делуваат и затоа е потребно како следен чекор, особено ако во семејството има пациенти со хередитарен ангиодем, да се сетат докторите дека можеби треба да се направат испитувања и да се провери дали пациентот има хередитарен ангиодем, односно ХАЕ. Така. Како изгледајте едно секојдневие на пациентите на лицата кои што живеат со ХАЕ и со каквите предизвици тие се соочуваат во секојдневието? Има предизвици со самото тоа што се работи за непредвидлива болест. Секако дека има предизвици, потребно е да се планира во смисла на тоа дека каде и да одиме, мора да ја носиме терапијата со себе. Меѓутоа и треба да напомнам дека многу често се случува и тие планови да не се изреализираат, односно да речеме, не знам, има некое патување и тоа патување или некој убав настан или некој тажен настан да бидат прекинати од напад, при што ние мораме да се администрираме терапијата. Пациентите се соочуваат, особено дечињата, се соочуваат со едно чувство на различност, чувство дека се тие посебни и поради тоа постојано треба да ја подигаме свеста кај јавноста за ова ретко заболување, меѓутоа и кај возрастните може да дојде до проблеми на работа и до неприфаќање, бидејќи спецификата на ова заболување се состои во тоа што е невидлива, односно помеѓу напади ние сме сосема функционални, немаме проблеми, затоа понекогаш можеби на колегите на работа или на другарчињата во училиште им е тешко да прифатат дека ете во тој момент или детенцето има хередитарен ангиодем или возрастниот има проблем со кој треба да го истретира. Така. Која е улогата на оние кои што не знаат за Сдруженијето ХАЕ, која е улогата на Сдруженијето и како им помагате на пациентите и нивните семејства кои што се соочуваат со оваа ретка болест? Така. Па улогата на Сдруженијето е пред се да ги поврза пациентите, да им ја улесни грижата, не само пациентите, туку и да улесни малку комуникацијата меѓу пациентите и докторите, да ја подигне свеста и кај самите пациенти околу тоа што се може да направат за да си го подобрат својот живот, бидејќи навистина со современата терапија која што сега ни е достапна во Македонија, можеме да имаме функционален живот и така да живееме исполнето и среќно. Меѓутоа пациентите мора да се свесни дека што треба да направат во случај да дојде до напад и да се дисциплинирани во односи на подигање на терапија и слично. Освен во рамки на тоа поврзување меѓу пациентите и докторите, ние на 16 и 17 мај
организиравме настан за доктори и пациенти, на кој имаше и представници од институции. Ќе го споменам председателот на Комисијата за ретки болести, доктор Злате Стојановски, кој се обрати до присутните, исто како и одговорната за програмата за ретки болести, доктор Марија Хаджихристовска. Меѓутоа, секако дека настанот беше посетен и од доктори од клиниката за дерматологија, како доктор Катерина Дамеска и доктор Камилија Симонов, кои исто така дадоа посебен придонес на самиот настан. На настанот имавме можност да го промовираме нашиот последен проект, а тоа е едно видео што се нарекува "Што е на Лили". Се работи за видео за малото девојченце Лили, на кој се појавуваат отоци на различни делови од телото. Што е, значи, едукативно видео. Да, едукативно е видеото и наменето е за подигање на свеста кај пациентите. Идејата ни беше, доколку е можно, да се допре и до пациенти со ХАЕ кои уште не ни знаат дека имаат ХАЕ во семејството, можеби ќе произлезе и да се јават и други пациенти. Да знаат дека има здружение кај да се обратат и останати со кои што би можеле да се поврзат, па да си имаат некоја комуникација. Токму така. Самото видео, идејата на видеото ни беше на еден така нежен и емотивен начин да кажеме, да споделиме како е да се живее со оваа ретка болест, меѓутоа и дека доколку се дојде до навремена диагноза и до навремен третман, животот на пациентите може да биде навистина убав и исполнет и среќен. Морам да напомнам дека во овој проект беа вклучени Инес Ѓорѓиевски, нејзиниот сопруг Марко Ѓорѓиевски, во делот илустрација и анимација. Многу сум благодарна за тоа. Идејата беше на Вирче Јовановска-Јанковска и фактички така заедно со нејзе го реализиравме проектот. Одговорна за војсоверот беше Јана Андреевиќ Лазарова, додека нејзината киркичка Вида Лазарова ни го поземи гласот за Лили, така некако даде живост и топлина на целиот цртан. Па се надевам дека ќе успее видеото во мисијата на Лили да допре до повеќе можни пациенти, потенцијални пациенти со хередитарен ангиоедем. Така е. За оние кои што можеби не знаат за здружението и сега при разговорот дознаваат, каде може да ве најдат? Па ние имаме, значи на крајот на самото видео е ставен нашиот вебсайт. И имаме исто имейл на кој што може да ни се обратат, така што може да ни искомуницираат слободно. На социјалните мрежи сме постојано активни. Може да ни се обратат доколку има некое сомневање за хередитарниот ангиоедем, со што ние би ја помогнале комуникацијата понатаму во воспоставување комуникација со докторите и да им го олесниме малку патот до терапија. И да знаат дека не се сами. И да знаат дека не се сами. Токму така, ви благодарам што спомнавте, баш така, значи целта на самото здружение е пациентите да знаат дека зад нив стои заедница и дека всушност чувството на осаменост веќе нема да го имаат. Така е. Господја Наташа, ви благодарам многу што ги споделивте овие секако значени моменти, бидејќи навистина е ретко генетско заболување и малку се зборува, верувам дека и веќе допринесеме за заедницата и за оние кои што веќе го имаат и оние кои што можеби не знаат, да ги издружиме, како што кажавме, да не бидат осамени. Многу ви благодарам уште еднаш за интересот на медиумите. Од клучна важност е за споделување на вакви едукативни видеа кои ќе помогнат да се подигна и општата свест, меѓутоа и медицинската свест за ова ретко заболување. Така е. А ние токму и тоа, ние заедничка цел да ја подигнувавме свеста за здравјето. Останете понатаму на Канал 5, продолжуваме со Здраво Македонија.